Поради административни бариери, Штипјанката Јулијана Костадиновска, која за изминатите 6 години претрпела дури 5 тешки операции на раветниот столб, не може да добие рехабилитација. Иако одговорниот лекар наложил потреба од рехабилитација и напишал препорака за тоа, од Фондот за здравство решение за упатување на рехабилитацијски третман таа не добила. Жената не е оперирана сега и системот не дава да ја дадеме одобрение за Бања Банско и за тоа треба да си дојде дома и нема лекување. Од друга страна, Костадиновска, која поради сериозните оштетувања на рбетот и моториката е во инвалидска пензија, се соочува со влошување на здравствената состојба и е под постојан страф од можен инвалидитет. Јас сега сакам да одам пак на рехабилитација, затоа што таму има базен за рехабилитација што е поголем и таму се плива, има исто апарати у базенто што може да ги користиш за вежбање, за да можете мускули да почнам да ги осеќам, и масажите таму траат подлого, има и приватни, стручни лица доктор што ќе те масира, за да може секој пришлен да ми биде опфанат, за да не ме да си најдам чаре да можам да одам, имам деца да не заседнам до година количка или 2 година. Во последните 2 дена, Костадиновска и низиниот сопруг 4 пати оделе и се враќале во Заводот за рехабилитација Банско со сите придружни медицински документи. Иако таа таму добила сместување, поради неиздаденото решение од фондот, била принудена објектот да го напушти, но и еднодневниот престој да го плати на приватно од пензијата која изнесува едвам 9300 денари. И јас си плати таму на приватно колку требаше да си платам. Тоа беше 1000 денара кај доктор, 1640 денара што беше само престојот и плюс доручек, ручек вечера за претходниот ден и вчера доручек. Според правилата на здравствениот систем и Фондот за здравство, за на Костадиновска да ја биде овозможена рехабилитација на товар на државата, таа мора да биде повторно хоспитализирана и да има акутна диагноза. Воспротивно, ако сака да оди на рехабилитација, трошоците ќе мора да си ги плати сама.